Добар ден, добре дојдовте во мојата училница. Јас сум денешната ваша наставничка и се викам Миријана Димовска и доаѓам од основното училиште Гоце Делчев, село Љубенци, општина Бутел, Скопје. Денес ќе учиме за поделба во групи. Еве е првата задача. Подели ги еднакво јагодите на Том и на Джери. Еве ги јагодите, еве го Том, еве го Джери. Првин треба да изброиме колку јагоди имаме. Една јагода, 2, 3, 4. Дали броевте вие со мене? Не. Ајде тогаш уште еднаш да изброиме. 1, 2, 3, 4. Значи имаме 4 јагоди. И треба да ги поделиме во две групи за да имаат подеднакво и Том и Джери. Еве ја што направив. Ги поделив јагодите во две групи и секој доби по 2. 1, 2. 1, 2. А да провериме дали вкупно се 4. 1, 2, 3, 4. Значи се 4 и секој доби по 2. 2 доби Том, 2 доби Джери. Одиме понатаму на следната задача. А вие следете ме внимателно. Подели ги еднакво мачињата на Марко и Марта. Тоа е следнава задача. Значи Марко и Марта имале мачиња и сакале да ги поделат. Ова е Марко, ова е Марта. Ајде прво да изброиме колку вкупно имаме мачиња на сликава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дали вие броевте заедно со мене? Не. Ајде сега сите заедно да броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи Марко и Марта имале вкупно 6 мачиња. Сега да ги поделиме мачињата на 20 подеднакво. Јас вака ги поделив. 1, 2, 3 доби Марко и Марта доби 1, 2, 3. А да провериме дали вкупно се 6 како што беа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Броевте ли заедно со мене? Не. Ајде заедно со мене да изброиме дали се вкупно 6 мачиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи вкупно имаме 6 мачиња. Да видиме колку има Марко. 1, 2, 3. Марко има 3 мачиња. Ајде сега да видиме колку има Марта. 1, 2, 3. Значи Марта има 3 мачиња. Дали тие имаат подеднакво? Да, и во еднава група Марко има 3 мачиња, во другава група што е на Марта има исто така 3 мачиња. Двете групи имаат подеднаков број на мачиња. Одиме понатаму на следната задача. Вие внимателно следете ме. Еве ги Јане и Јана. Подели ги еднакво топките на Јане и Јана. Топкиве тие ги добиле за роден ден и сакале да ги поделат, да се знае која топка чива е. Ајде првин да ги изброиме топките. Бројте вие заедно со мене за да знаат да изброиме точно. Една топка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи вкупно има тука 8 топки. Треба да ги поделиме на две групи. Едната група топки да биде на Јане, другата група топки да биде на Јана. Одиме. Еве, јас ги подели веќе и да видиме дали имаме вкупно првин 8 топки. Да не ми се стркалала некоја и да не сум ја избројала и поделила. Одиме со броење. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи имаме вкупно 8 топки. Да видиме во првава група колку топки има, а колку има во втората. Одиме заедно сите со броење. 1, 2, 3, 4 има Јане и да видиме колку има Јана. 1, 2, 3, 4 има Јана. Значи вкупно има тие 8 топки, а секој посебно има по 4 топки. Односно во првава група имаме 4 топки и во вторава група имаме 4 топки. Одиме на следната задача. Вие внимателно следете. Ова се Дана и Дана.
тие добиле од нивната баба јаболка. И што треба сега да направиме? Во задачата ни бара подели ги еднакво јаболките на Дана и Дана. Значи јаболките што ги добиле треба да ги поделиме на две групи. Ајде да видиме колку имаат тие јаболка први. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тие имале вкупно 10 јаболка. Толку добиле од нивната баба. Сега треба да ги поделиме јаболката на две групи, за да имаат подеднаков број двете групи. Односно, Дана и Дана да имаат подеднаков број на јаболка. Еве, јас веќе го направив тоа. Првин да провериме, еве направив две групи, меѓутоа да провериме дали имаме 10 јаболка како што беа на почетокот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тие имаат 10 јаболка, значи. Ние на јаболка не ми се стркалала никаде. Ајде да видиме колку има Дане. 1, 2, 3, 4, 5. Дали вие броите со мене заедно? Не, ајде сега сите заедно да изброиме колку има јаболка Дане. 1, 2, 3, 4, 5. Добро, значи Дане има 5 јаболка. Да видиме сега колку има Дана. 1, 2, 3, 4, 5. Ајде заедно со мене броите. 1, 2, 3, 4, 5. Значи и Дана има 5 јаболка. Тие има подеднаков број на јаболка. Односно, јаболката ги поделивме во две групи. Еве првата група, таа има 5 јаболка и вторава група има уште 5 јаболка. Дали сега ви е јасно како се дели во групи? Ние денеска делевме во две групи, а друг час ќе делиме во повеќе групи. Ви благодарам што внимателно ме следевте и научивте што е тоа делење на групи. Довидување до следната училница, вашата наставничка Миријана Димовска. Довидување!